Демонизацијата и исклучивоста, предрасудите и вербата во заговори која се одвиваше паралелно со неговиот мандат, придонесоа за драматично ртење изданоци кои со неговото поведение, дополнително, без никакви санкции, слободно можеа да го изразуваат својот гнев и говор на омраза против лица и групи кои од ним познати причини не им се померак. Клиничкиот центар во Скопје се уште не е изграден. Не е изграден, драги македонци. Знаете зашто? Затоа што си го штитат личниот приватен бизнис, влашкото лоби. Приватните здравствени установи од типот на Ремедика, Промедика, Неуромедика, Систина, Филип II се во собственост на влашкото лоби. Тој систем на владење во кој наместо отворен отпор кон недемократските тенденции привилегираше автократски режим и сега по неговиот очигледен пат, полека ќе биде архивиран и тоа не само преку промена на политиките, туку и на личниот став на оние кои го величаа и му се додворуваа со цел до максимум да профитираат од тој однос. Никада о Бајдену ни едну ружну реч нисам рекao jer njega poznajem mnogo bolje nego Trumpa. 4 или 5 puta sam bio sa njim. S Trumpom samo jedan put. Suštinski bio sam 2 puta na pol minuta. Таа замена на миленици наликува на однесувањето во штипската зоолошка каде анксиозниот Теди беше принуден да го смени местото на живење, ама за да не престане потребата од перчење. Неговото место ќе го заземат животни со токму таква употребна улога. Значи, кафезите нема да останат празни, веќе сме во преговори да набавиме пауни, каде што машки и женски, каде што сепак посетителите нема да гледат празна просторија на местото каде што беше мечето Теди, туку сепак ќе биде исполнето со нови животни, како што реков, пауни. Вообразеноста е проблем кога таа извири од места од кои би се очекувало најмалку да се пројавува. Таа е еден од клучните проблеми поради кои резултатот во континуитет е негативен, а постојано и покрај убедливата скорост на последното се бара ново и ново пребројување. Најчесно би било тој, неговиот тим политичари веднаш да заминат, да дојдат луѓе кои што ќе ја креваат Македонија до оваа положба во која што тие ја донесоа, тоа е, би рекол, не ground zero, како што популарно се нарекува, него и под тоа. Затоа веднаш да ги напуштат позициите и да организираат предвремени избори. И се би било донекаде во ред, ако овој став не трае ден до пладне, бидејќи соочувањето со таквата ситуација на локално ниво предизвикува страв. Можем од здравствена опасност, а не од бројките, кои пак може да го отворат прашањето на личната одговорност. Извршниот комитет на ВМРО-ДПМН согласно статутот одлучи да не му предложи на Централниот комитет на ВМРО-ДПМН список на кандидати за градоначалници кои што би требало да бидат потоа кандидати за градоначалници во општините Штип и Пласница. И на крајот, и покрај долго најавуваниот бојкот од сосема неоправдани причини, отсуството на аргументи се надовестува со силата на фактите. Состојбата е крајно сериозна, да не се излегува од дома, освен ако се нема некоја голема потреба, во маркет, на работно место или во училиште. Потребата од избори навистина не е толку голема. Демократијата и политиката овој пат може и треба да се жртвуваат во име на здравјето.